Најголем дел од студентите не гласаат на студентските избори, а повеќе од половината не знаат кои се студентските лидери. Покажа анкетата што Meta.mk ја спроведе заедно со студентарија на Инстаграм. Труење со арсен на почвата, водите и воздухот во Кумановскиот регион. Засегнати или јадници лица. Со прогласување на победниците на хакатонот за отворени податоци заврши конференцијата eObštество.mk. Здраво на сите, јас сум Кика, а вие ја следите најновата епизода на Шорткат. Почнуваме веднаш. Две третини од студентите не гласаат на студентски избори, а половината не знаат кои им се лидери. Ова го покажа анкетата на Meta.mk и студентарија на Инстаграм. Дури 59% од студентите се изјасниле дека не знаат кој е актуелен претседател или претседателка на Универзитетското студентско собрание на нивниот универзитет. За нијанса подобра е ситуацијата со факултетските собранија, но и таму повеќе од половина од студентите не ги знаат имињата на претседателите. Најголем дел од испитаниците рекле и дека воопшто не се запознаени со работата на студентските собранија. 70% од студентите ниту еднаш не учествувале на студентски избори изминативе 2 години. Така и на одржаните избори на Економскиот факултет на УКИМ на 15 ноември гласале само 42 студенти. Тоа е помалку од 2% од вкупниот број студенти на Економскиот факултет. Воедно, 40% од студентите воопшто не се заинтересирани да се вклучат во работата на факултетските и универзитетските собранија. Според одговорите на прашањата, најголем предизвик со кој се соочува високото образование е онлайн наставата. Студентите сметаат дека е потребна дигитализација на процесите при упис и заверка на семестар, наместо носење хартиени пријави и чекање со часови пред службите за студентски прашања. Темата за оваа емисија ни е труењето со арсен на почвата, водите и воздухот во Кумановскиот регион, од кој што се засегнати илјадници лица. Некогашниот рудник за хром, антимон и арсен во Лојане престанал да работи во 70-тите години на минатиот век, но до ден денешен ги труе жителите од Лојане и Табановце. Meta.mk беше на лице место и се увери за исклучително опасната состојба на една од црните еколошки точки во земјава. Арсен, еден од најстарите и најмоќните отрови што се користел во човештвото за убиства на луѓе. Во големи количини, овој хемиски елемент може да предизвика сериозни болести или смрт на човекот. Една од најгорливите еколошки точки во земјава е некогашниот рудник во близина на селото Лојане и депонијата кај селото Табановце. Различни канцерогени материи, вклучувајќи и арсен сулфид, се расфрлени на овие две локации во близина на Куманово, кои се опасно за целокупната животна средина. Ги посетивме опасните локации во Лојане и Табановце. Нема ограда околу нив, ниту некаков знак за предупредување за можноста од труење. Штом се доближите до арсенот, се чувствува остар мирис на нос, кој што продолжува со печење во грло и силна главоболка што се јавува по десетина минути откако ќе престојувате на овие локации. За разлика од краткиот престој на нашата екипа, жителите на Лојане и Табановце со децении живеат покрај арсенот и другите опасни материи расфрлани во природата. Во непосредна близина на рудникот во Лојане се наоѓа основното училиште, на 100 метри воздушна линија од расфрланиот арсен. Граѓаните од Лојане се жалат дека и тие и нивните деца имале искуство со труење од арсен и од другите опасни материи преку водата, воздухот и почвата. Абе мил ме сонморни берече чујту. Скао се кту ничи нектара комедица и каприз дерин Табановца где Арсени, кураж Арсени. Пoi capisci un suono coglione. Non si tam shumë te për bereqetik. Ata me përmtu që 23 vetë përmtojnë, më kur gjonë zbonë, pisa më shirë. Jo për shirë mi sot, jo për shirë mi njësa, në mos as gjonë zbonë, të që është Allah vërëma. Jemi furnizuar nga
lumi i fshatit dhe në atë kohë 3 persona jemi helmuar, era dhe era tipik e Arsenit ishte. Edhe këtë lajm e shpërndajta në fshat, u tregova njerëzve që mos ta përdorin ujin e lumit dhe rreth e lumit, siç më kanë njoftuar njerëzit bashkëvendasit këto, është një pjesë ku nuk përdor dhe është i helmuar. Kështu nga Arseni ajo pjesë, dhe gjatë historisë kam dëgjuar nga pleqë se vdekjet e banorëve janë shumë të hershme nga kaceri. Për shkak të ujit. И покрај тоа што постојат опасности од труење, жителите на Лојан и Табановце ги обработуваат нивите и садат како единствена можност за нивна екзистенција. Водата за пиење од локалните реки и бунари е опасна, бидејќи содржи огромни количини на арсен. Покрај депонијата во Табановце се наоѓа и железничката станица, каде што треба во иднина да се гради заеднички граничен премин со Србија. Граѓаните предупредуваат дека здравствените власти се одамна алармирани за загадувањето со арсен во нивните населени места. Отстранувањето на арсенот и другите опасни материи од Лојан и Табановце се ветува со години наназад од државните власти. Но, до денешен ден ништо не е направено за да се исчисти теренот и да се изврши ремедијација на целокупната околина. За целосно чистење на арсенот и другите отровни материи од некогашниот рудник ќе бидат потребни милиони евра, кои што државата засега не може самата да ги обезбеди. Жителите на Лојан и Табановце порачуваат: човечкиот живот е најскапо ценото нешто за едно општество и државните власти е време да преземат конкретни активности за отстранување на отровите од нивните дворови. Победник на хакатонот на овогодинешната меѓународна конференција eObštestvo.mk е стартап тимот Web Pillar and Data Consulting. Нивната идеја е создавање веб апликација која ќе дава информации за училиштата и нивните капацитети и опременост, и која потоа ќе овозможи меѓусебен надпревар на училиштата за престиж. Исто така, апликацијата ќе има и приказ на тоа колку казина има околу училиштата и на кое растојание, односно дали тие се на законски предвиденото растојание. Авторите на апликацијата сакаат да создадат и можност училиштата да се представат меѓу себе и да се надпреваруваат. Па, например, ако некоја компанија сака да пронајде таленти, ќе види кои училишта имаат повисок рейтинг. Хакатонот се одржа во рамки на 4-дневната конференција во организација на фондацијата Метаморфозис. eObštestvo.mk годинава се одржуваше 17-та година поред. За крај на емисијата ви ја носиме веста за зимското арт бостание што се одржа во Скопје минатата сабота. Додека урбаните земјоделци во градината Бостание си ги обработуваа своите леи, уметниците од алтернативниот културен центар КЦ 750 го дотркалаа зеленото фиќо. Едно имагинарно патување со низ времето и просторот функционира практично како една временска машина. Ова возило кое е претенциозно се нарекуваме културен центар 750, се радуваме што имаме можност да го паркираме баш овде, не затоа што начинно забранета градина за моторни возила, туку затоа што е интересна спојка помеѓу две неконвенционални и нетипични иницијативи, Културен центар 750 и Обштествена градина Бостание. Уметниците не го наполнија фиќото со градинарски култури, но во нивната временска машина седеа овие стилизирани скулптури налик на луѓе од рециклирани материјали. Шопов вели дека концептот на заедничко урбано градинарство постои во големите метрополи и се надева дека градината на Сдруженијето на граѓани Зелена арка нема да остане единствена во нашиот главен град. Тука ја завршуваме денешната емисија. Пишете ни што мислите за резултатите од анкетата или за нашата тема за загадувањето од арсенот. Во меѓувреме, информирајте се преку рубриката за млади CTRLZ на вебсајтот на meta.mk. Чао, чао!